Тишина погласна од 1000 зборови. Вака најдобро би се опишал денешниот протестен марш кој го организираа родителите и роднините на настраданите во трагедијата во импровизираната дискотека Пулс. Наместо говори, тие денеска само ги покажаа своите пароли со кои побараа стоп за селективната правда. Убици, системот ги уби нашите деца. Дали требаше да ги убиете нашите деца за да увидите во каква корумпирана држава живееме? Стоп за селективната правда. Ова беа само дел од паролите на протестниот марш за 59-те ангели, како што го нарекоа организаторите. Тивко и мирно, илјадници кочанчани маршираа пред сите релевантни институции во градот. Прво застанаа пред демолираното кафуле кое е во собственост на газдата на Пулс, па продолжија пред објектот на општината. Оттаму се упатија кон полициската станица. Мајка на загинато девојче побара одговори. Кој го уби мојот херој и кој го пеплоса тоа ангелско лице? Не само неното, сите други деца. Последна точка за кочанчани беа судот и обвинителството. Кочанчани се револтирани, бараат одговорност за смртта на 60-те млади луѓе во Пулс. Ако и на мене внука ми загина 17 години, од син и од 17 години детешко. Што знае, ништо у животот не е видел. Никој пат да не се случува катастрофа, биде со млади деца се испратими ги појде да се провеселат, дојдоа се мртви. Естеке, одговарат. Истрагата за најголемата трагедија во историјата на Македонија се уште е во тек. До сега осомничени се 34 луѓе, но во меѓувреме почина и управителот на Пулс. Од нив 28 се во притвор, меѓу нив 7 се полициски службеници. Даниел Василев, Сител телевизија.